Се враќаме назад во овој дел од студиото, 15 часоти, неколку минути, 25-6 минути. Инволвираноста во едно активно општество веројатно треба да се гаи на што е можно порана возраст. Со нас во студиото се госпоѓа Александра Теменугова и господинот Дејан Андонов. Добре дојдовте. Добар ден. А разговараме за тоа дека уште од средношколските денови ги активирате младите на една тема која што можеби ја одбележа изминатава година, а тоа е животната средина. Да не должам јас многу, она што сакам за почеток да го прашаме дали ке младите има ентузијазам, дали има желба за да се пишува за проблемите кои што не окружуваат. Може со вас да започнеме. Да, одговорот е едноставно да. Ова што го работиме со средношколците, го работиме скоро цела деценија и всушност е дел од една програма што ја работи Институтот за комуникацијски студии, а тоа е промовирање на медиумската писменост и како што рековте, не би можеле да имаме критички граѓани во едно општество доколку тие не се медиумски писмени и не умеат преку медиумите да го изразат својот став за промените и начинот во животот на средината во која што живеат. Медиум е една програма на Институтот за комуникацијски студии, долани на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, на која преку секоја година се обидуваме да ги поттикнеме средношколците да се изразуваат за теми за кои што сметаме дека се од нивен, меѓутоа и од општествен јавен интерес. Оваа година, како што рековте, баравме од нив да го чуеме нивното мислење за едно од најжешките прашања со кои што се соочуваме, не само ние во Македонија, туку и на глобално ниво, а тоа е живеењето во здрава и чиста животна средина. Добро, кога се Скопје и Тетово репер, онда... Да, токму така и сега баш ги видовме средношколците од Скопје, од Тетово, меѓутоа и од другите градови, каква порака всушност ни испратија нам, по возрастните, ако можеме така да кажеме, меѓутоа, но и до институциите, за да видиме што им пречи, бидејќи добивме навистина мощни, инспиративни, креативни фотостории и видеа на кои што навистина имавме гледки, ги гледаме секојдневно преку различни канали, меѓутоа многу е интересно што ги добиваме од средношколци за кои што гледаме дека знаат во какво општество сакаат да живеат, односно сакаат да живеат во здрава и чиста околина. Тоа би бил генералниот заклучок од оваа последна кампања? Нивните фотостории се дел од нив се изложени во EU Info центарот, каде што минатата недела заедно со амбасадорката на Обединетото кралство Рейчел Галовеј ги врачивме наградите на најуспешните автори. Интересно е што на тој повик што, како што реков на почетокот, го организираме секоја година, добивме скоро 50 на апликации од вкупно 24 училишта низ цела Македонија. Баравме од нив низ едноминутни видеа и кратки или пак фотостории да ни кажат што би промениле во средината во која што живеат, така што видовме многу запуштени објекти, диви депонии, видовме... Тоа е во некои микросредини во Македонија, кои што можеби јавноста не ги знае. Не ги знае, меѓутоа токму затоа ги гледавме нашите дописници, ако можеме така да ги кажеме, каде што бараат интервенција од различни институции, меѓутоа и повикуваат на свест кај нивните соученици, меѓутоа и граѓани како треба да се однесуваме. Александра, ако знаеме дека можеби не да генерализираме, меѓутоа голем број од младите, особено и средношколците, цела оваа акција изрази се преку медиумите, да речеме, а од друга страна, ако знаеме дека ги користат социјалните медиуми за можеби не толку како да кажам, фокус да се стави кон подобрување на нешто во општеството, туку за своји лични цели, ве изненади ли целата таа бројка на толку многу апликации, односно фотки, видеа што пристигна, очекувавте ли толков интерес, да кажеме, ако станува збор за млади луѓе? Да, очекувавме, бидејќи како што реков, ова го правиме цела деценија, од прилика
соработуваме, Фидбекот е, да. Впрочем, тоа е плод на една долгогодишна и искрена соработка со средните училишта, со професорите и преку еден проект ќе се обидам да го кажам, тоа е средношколскиот весник Медиум, кој што веќе 10-та година го правиме заедно со дневниот весник Нова Македонија. И тоа е една синтагма помеѓу нас како високообразовна институција и медиумите, меѓутоа на тој начин ги вклучуваме младите за да можат да ги искористат медиумите за да го кажат својот став. Тие се во предност од генерацијата на која што јас, меѓутоа, не знам колку вие, меѓутоа и неколку други повеќе колеги тука што се, бидејќи на дофат го имаат едно мощно силно оружје кое што е едноставно за ракување, а тоа се медиумите, мобилните телефони се тука и интересно е што дел од фотографиите ги добивме сликани преку мобилен телефон, што не беше нормално случај како пред една деценија, да речеме. Да, сте го нашле правилниот начин. Да. Господин Андонов, при тие пораки кои што ги добивате од младите, се гледа онаа стандардизирана форма на изразување или тоа се чисти искрени идеи, најопшто напишано само како нешто да се поправи, бидејќи зборуваме сепак за писменост, не? Да, значи писменоста не подразбира дека тие треба професионално новинарски, нели според оние новинарски стандарди да известуваат. Доволно е тие да умеат да најпрво да го откријат проблемот во заедницата, да бидат свесни за тоа, да бидат критички кон одредено прашање, потоа да умеат преку било каков медиумски формат, може да е фотографирање со мобилен телефон, може да е преку постер креирање, преку веб апликација, имаше една пристигната и веб апликација на конкурсот, преку пишување текстови, преку сите медиумски фотографирање, медиумски формати да знаат да умеат да се изразат. И знаат, меѓутоа овој конкурс само им е уште една можност да им се даде можност на младите да се изразат за проблемите со кои што тие се соочуваат. Всушност и целата ова иницијатива е дел од кампањата која што се води долго време, нели не игнорирај, реагирај, ја водите и вие. Андонов, конкретно сега беше фокусирана на животната средина, меѓутоа сте имале и други тематики, претпоставувам и доправа ќе имате. Во кампањата Не игнорирај, реагирај почна од март годинава и ќе трае во текот на целата година. Инаку таа е логичен редослед на сите овие активности што ги прави Институтот за комуникацијски студии, а тоа е да е поттикне транспарентноста, отчетноста во општеството и на институциите, од друга страна и на граѓанскиот активизам да барат што повеќе одговори решенија од надлежните институции. Тоа го правиме преку различни истражувања, едукација, имаме студии, обуки, работилници, вакви конкурси и голем број други активности. И оваа кампања од јавен интерес за подобра животна средина, всушност е само редослед на сите тие активности. И нејзината цел комплетно се повторува со тоа дека целта на кампањата е да се направи поголем притисок врз државните локалните институции да се завршуваат работата, биќе кај нив. И докаде сме на ова поле, вака според значи постојат многу голем проблеми во оваа област. Животната средина е доста комплексна, широка област. Ние во првиот дел кампањата се концентрировме на темата за одржливи градови, односно колку лошото урбанистичко планирање влие врз квалитетот на животот. И таму имавме поголем број на активности каде што укажавме на некои навистина горливи точки во Македонија. Еден од, да речеме, поголемите импакти, влијанија што ги имавме преку оваа кампања е што визуелно го прикажавме земјиштето кај Holiday Inn како би изгледало доколку би се реализирал постоечкиот детално урбанистички план. Тоа беше доста атрактивно и за медиумите кои не проследија на тој настан и тие макети кои ги изработија студентите од архитектонскиот факултет, беа видливо прикажа како е сега состојбата и што не очекува доколку продолжи ваквото лошо урбанистичко планирање. Тоа е она гигантска макета од токму така, да. Да, имаше доста реакции. Тоа беше повпечатливо, имавме инаку доста голем број активности во првиот дел, на пример со техничкиот факултет од Битола за сообраќај. Студентите таму правеа мерење на бучавата во Скопје во Битола покрај болници и училишта, населени места, каде што исто така произлезе податок дека бучавата покрај градската болница во Скопје, претходната црвена болница или како некои што не рекуваат, е двојно зголемена или покрај некои училишта двојно поголема од дозволените гранични места, а на сите останати мерења што беа направени во останатите локации во Битола и во Скопје е над дозволените предвидени граници. Што значи дека во некои области може и би има регулатива, политики, меѓутоа не се почитуваат и се применуваат. Сега нашата цел е преку различни вакви активности тоа да го кажеме дека да ги изложиме проблемите и да предизвикаме, провоцираме решенија.
Значи, освен нели урбаните средини, излегувате и надвор од во локалитетите, како што беше и за Козјак. Тоа беше интересен момент со приватизацијата, наведено во некоја студија, вас читав, дел од кампањата реагира. Во ова фаза токму денеска почнуваме да речеме со втората клучна област која што е дел од кампањата, тоа е почиста околина. Сега тука повеќе ќе се задржиме на загадувањето на воздухот, водата, почвата, на урбаната хигиена, на урбаниот биодиверзитет, за кој што многу малку знаеме, ако придонесува за нашиот квалитет на живот. Тоа што сакаме да го потенцираме дека ова е кампања од јавен интерес. Ние не ја спроведуваме сами, туку таа представува платформа на голем број на актери кои што се вклучени, пред се факултети, студенти и професори од Машинскиот факултет, Архитектонскиот, Техничкиот факултет од Битола, од Штипа факултетот, Природно-математичкиот факултет, Институтот за биологија, така што имаме не голема експертиза која што ни дава подршка на оваа кампања, но вклучуваме голем број на невладини организации, граѓански иницијативи. Целта е значи го поттикнеме граѓанскиот активизам кон надлежните институции да се бараат одговори, решенија, да се изложуваат проблемите, меѓутоа од друга страна да се понудат, провоцираат решенија како може да се решат тие проблеми. Сега, бидејќи вие сте овде во студиото, јас би сакал барем на оние тројцата прво наградени, 4 лица се всушност, еве да им ги потенцирам имињата на национален медиум. Првата награда за Берат Ахметај од Михајло Пупин од Скопје, втората награда ја делат Сара Николова и Викторија Панова од Кочорацин од Велес, и третата награда Вероника Кузмановска од Прилепската гимназија Мирче Ацев. Кога веќе се направени овие дела, имате 46 апликации, колку што можам да забележам, што е понатаму? Веќе се направат, ќе ви ги достават, што понатаму? Од овие многу е добро прашањето, бидејќи не застануваме тука, како што не сме застанали претходно, како што реков, ова е сето една долгогодишна соработка со средните училишта. Медиумската писменост е процес. Ние го одбравме овој начин како медиумски дел од нашите активности се насочени на овој начин медиумски да ги описмениме нашите ученици. Следната фаза е што меѓу овие тројца прво наградени, избравме уште 12 на други ученици, најкреативни, кои што ќе ги носиме на еко-камп за медиумска писменост, ако може така да го наречеме. Во јуни веќе е визицирано местото каде што ќе правиме навистина мощни и интересни фотостории, токму на темата за која што кажуваше колегата, бидејќи животната средина со сиот оној биодиверзитет е нешто што ни е предизвик на сите нам, така што ќе се обидеме да сликаме мощни интересни фотостории за ретки растенија, бубачки, жаби, така што тоа е на некој начин да го промовираме тоа еко новинарство како нов тренд во новинарството, бидејќи само на тој начин можеме да промовираме, да поттикнеме медиумски производи кои што ќе на сите нас ќе ни предизвикаат чувство дека треба да се замислиме што правиме со животната средина околу нас и на кој начин да ја заштитиме. Да, дефинитивно некогаш најмладите. Така што тоа ќе го правиме со нашите биолози, соработници, неколку годишни, нашите предавачи претходно од високата школа, сега од Институтот за комуникацијски студии, искусни фоторепортери кои што навистина ќе ги внесат младите да ги осознаат основите на новинарството, меѓутоа и што е разликата помеѓу оние тенка линија помеѓу новинарство и еконовинарство. Нормално со интензивна работа на терен. Се надевам дивните фотостории ќе може и ви да ги проследите. Да, се надеваме. Андонов, пред крај не запира, како што кажавме и овој дел, меѓутоа и кампањата цела не игнорира и реагира, и некои следни планови што ќе бидат инкорпорирани во ова кампања, само што го најави Александра да споменаме. Спомена и во неформален разговор пред да влеземе тука во студиото дека во сопствена продукција правите и филмови, така, еколошки документарни филмови, да.
Значи да, во наредниот период, мислам и вашиот медиум редовно известува за нашите и ние сме многу благодарни што и медиумите се активно вклучени, бидејќи без нив не би можеле да едуцираме и информираме граѓаните за сите овие прашања. Значи ќе има мерење на вода, почва, воздух и ќе добиеме реални податоци во каква загадена животна средина живееме, загадувањето од сообраќајот, на воздухот од сообраќајот. Знаеме дека ние секогаш се концентрираме нели кога ќе дојдат други климатски нели друго годишно време, меѓутоа уште од сега треба да се реагира. Таква е нели кампањата, реагира и не ги игнорира проблемите додека не постојат. Тоа што е важно за Институтот за комуникацијски студии дека ние не сме посветени на оваа област животна средина само со оваа кампања, туку правиме наши еколошки документарни филмови еднаш во месецот на најразлични теми кои повторно проблемски ги обработуваат сите проблеми со загадувањето. Алармантна е ситуацијата со животната средина во Македонија, па така сакавме да го поттикнеме оваа транспарентност и отчетност на институциите, посебно во делот на животната средина. Имаме и посебен веб-сайт Дома ЕДУМК, на кој што се објавуваат голем број на медиумски производи, блогови, фотоприказни, документарен филм, различни видеа на оваа област и на тој начин сакаме да повеќе да ги изложиме сите проблеми. Да, како што споменавте и самиот, важно е да се држи тензија, ако може така да се изразам, преку целата година, бидејќи и загадувањето и уништувањето на животната средина не е проблем само во зимски период, туку е во текот на целата година, така што да, се разбирам. Да. И еве при крај, ако може, уште еден апел до граѓаните. Имаме ние и веб страница на која што граѓаните може да постават прашања до институциите, така што сите оние кои што имаат прашања за нерешени канализации, не знам дали имаат дозвол или треба некому да се обрадат за да пресечат права, не само дел на животна средина, меѓутоа воопшто, значи тоа е таа веб страница ни служи за конекција помеѓу граѓаните и институциите. На добар начин веќе ни се подобрува комуникацијата и со институциите и со граѓаните, така што она што го работите вие, можеме да го направиме ние преку вашиот медиум. Да, веб страницата е само Прашај МК, многу едноставно. Да, еве, ово беше одлична информација за споделување за крај. Ви благодариме за одвоеното време и беше задоволство што ви благодариме на вас за отстапениот простор. Благодариме за отстапениот простор. Така и секако ви посакуваме уште успешна работа во тоа што го правите. Се гледаме во следна прилика. Благодарам. И уште поголема активност кај средношколците во наредните конкурси. Да. И кај сите граѓани. Да, и кај. Правиме кратка пауза тука со разговорот, па преминуваме на анализа вестите од светот и регионот со колегата Дејан Андоновиќ. Останете со нас.